Започнуваме со прегледот на настаните на денот во име на Дневникот на Канал Плюс телевизија, а од предвидените содржини на почеток издвојуваме. Државната изборна комисија денес го усвои роковникот за изборни действија во пресрет на предвремените парламентарни избори на 5 јуни. Успешно е рестартирана поранешната свињарска фарма на Жито Вардар кај Виничко Пеклани. Обновената фарма е меѓу првите 5 во Македонија. Расте бројот на стари ергени во регионот, посебно во руралните средини. Девојките бегаат од тешкиот живот на село, велат ергените. Државната изборна комисија денес го усвои роковникот за изборни действија во пресрет на предвремените парламентарни избори на 5 јуни. На седницата не присуствуваа Игор Милев и Виолета Дума, предложени од СДСМ, а засега нема информација за причините за нивното отсуство. Председателот на комисијата Александар Чичаковски учествуваше во работата на седницата, иако ја напушти вчерашната седница пред гласањето за подготвеноста на ДИК за избори. Според роковникот, избирачкиот список јавно ќе биде објавен на 25 април, а во рок од 15 дена граѓаните ќе може да проверат дали се на списокот. Од денеска до 9 мај трае пријавувањето за гласање на македонските државјани кои живеат во странство, односно за гласање во 7-та изборна единица. Избирачкиот список треба да биде заклучен на 19 мај. Од избирачкиот список, според досегашните информации, ќе бидат избришани 1135 починати лица. Партиите, кандидатските листи ќе треба да ги заклучат на 11 мај за веќе од 16 да започне изборната кампања. Продолжуваме со регионалните актуелности. Успешно е рестартирана поранешната свињарска фарма на Жито Вардар кај Виничко Пеклани. Фармата, која беше речиси пред затворање, сега се наоѓа на рамниште на најдобрите 5 фарми во Македонија. По 2,5 години од преземање на капацитетите на поранешниот Жито Вардар, новите собственици фамилијата Атанасови, свињарската фарма во Виничко Пеклани ја поставија на здрави нозе. Со квалитетна стратегија, секојдневно инвестираат во подобрување на квантитетот и на квалитетот на фармата, која беше речиси пред затварање. Вини фарма работи со капацитет од 700 мајки и произведуваме годишно, за 2015 година произведовме 15.000 торленици. Бројот на вработени е 40 во фармата. Кога ја купивме фармата од Жито Вардар, наследивме 24 вработени. Со самото добро работење на фармата стигнавме во моментот да згрижуваме негде околу 40 на вработени. На почетокот на работењето минимални беа платите, со тоа што во овој извесен период дојде до подигнување на 50% на платите кај гротото на вработени. Новите собственици го надминаа и долгогодишниот проблем со излевањето на фекалиите во Пекланска река, имплементирањето на интегрирана дозвола со воведување еколошки стандарди, кои успешно се вклопуваат во зелениот мир кој го нуди ова еколошко подрачје. Постојат 3-месечни, 6-месечни годишни извештаи кои што ги поднесуваме до Министерството за животна средина и доаѓаат фирми што се лиценцирани за испитување на воздухот, на водата, на бучалата, со тоа што го имаме решено проблемот со истечувањето на подземните води и на фекалиите спрема реката. Имаме направено голема собирна јама по сите стандарди на еколошката дозвола. Нивните планови не застануваат овде. Свињарството со поддршката која дава државата има квалитетна перспектива. Има перспектива во свињарството. Секој што сака да напредува, треба дел од профитот и од субвенциите да се инвестираат во модерните технологии и во човечки ресурси нормално, каде што сите тие нови методи на работа ќе се пратат и ќе се имплементираат за да може да добиеме добар производ,
добар tovеник за пократок рок со помалку храна и ќе ни донесе поголем профит за благосостојба на целата фарма и за сите вработени и на крај за собствениците. Во Македонија во моментот има неколку големи фарми кои ги задоволуваат потребите на домашниот пазар со квалитетно свинско месо, додека потребите за јунешко и пилешко месо се уште се надополнуваат со увоз од соседството. Уште еден месец матурантите завршуваат со средното образование. Во изборот на кариерата стручни совети може да добијат во центрите за кариера во јавните средни училишта во државата. 4 години како се реализира проектот на Министерството за образование и наука, финансиран од Американската агенција USAID, со кој се отворија центри за кариерно советување на учениците во јавните средни училишта во повеќе општини во Република Македонија. Програмата ја реализираат 180 обучени кариерни советници во 52 кариерни центри во средните училишта. Во гимназијата Славчо Стојменски во Штип, Центарот за кариера функционира безпрекорно. Во голем број се користат бенефитите што ги нуди Центарот пред се за учениците кои се пред големата животна одлука во која професија да се насочат или на кој факултет да го продолжат образованието. Кариерниот советник е должен да го советува ученикот, како ученикот сам да ја избере својата професија, а никако кариерното советување не треба да биде сватено во смисла на наметнување на одредена професија од страна на советникот, а уште помалку нели од страна на родителот. Токму затоа сакам да напоменам дека во нашето училиште ние ова го многу успешно спроведуваме. Учениците се многу заинтересирани, сами, дури некои доаѓаат сами да си побараат да бидат тестирани. Од голема помош се специјалните тестови кои во голем процент ги дефинираат афинитетите и потенцијалот на учениците кога во прашање е изборот на кариерата. Се работи за апликација на веб страницата на Министерството за образование и наука, достапна за сите средношколци, со инструменти за процена на интересите на младите, нивните карактеристики и вредности. Помош во изборот на професијата на матурантите нудат и средните училишта, каде нема отворено центри за кариера. Таков е случајот со Средното медицинско училиште Јане Сандански во Штип. Оној дел кај што ние врзан со уписите во училиштето, каде што ние имаме тим кој подготвува флаери, летоци, презентации, отворени на училиштето. И вториот дел е при завршувањето на средното училиште, кариерно насочување на учениците, така да им биде полесен изборот или полесна одлуката за упис на некој од факултетите. Министерството за образование и наука се залага за успешно спроведување на системот за кариерно советување и насочување на учениците. Континуирано е следи имплементацијата на програмите за кариерно советување во отворените кариерни центри и смета дека е од исклучителна важност да се усогласи понудата и побарувачката на пазарот на трудот. Од почетокот на наредната училишна година ќе се надмине проблемот со недостиг на дефектолози во основните училишта. Општините се подготвуваат за јавни конкурси за вработување на 130 дефектолози на државно ниво. На истокот има дефицит од дефектолози, тоа најмногу се чувствува во основните училишта. Едно од тие е Општинското основно училиште Ванчо Прки од Делчево, каде што има потреба од такви стручни соработници. Убаво е ако може да се докомплетира и со дефектолог, и со логопед, и со социјален работник, односно социолог. Значи тоа е комплетниот тим кој е неопходен за нормално функционирање на едно успешно општинско основно училиште. Во редовните постапки, секогаш како ново финансирање, бараме не само дефектолог, туку сите овие служби што ги наброивме претходно, за да го дополниме тимот за функционирање на училиштето. Стручно лице дефектолог се соочува и Штипското основно училиште Димитар Влахов, чиј недостиг особено се чувствува кај учениците од почетните одделенија. Па има ученици кои особено во почетните одделенија кои имаат проблеми со пишување, читање, изговарање на зборчиња и други такви развојни проблеми кои многу полесно се надминуваат со стручна помош. Значи дефектологот помага и со индивидуална работа со дечињата, но исто така и им помага на наставниците во организацијата на работа со овие деца, подготовката на посебни индивидуализирани наставни
забавни програми, избор на нагледни средства кои ќе се користат со нив, начин на работа и така. Овој проблем се очекува да биде надминат од 1 септември, за кога Министерството за образование најави дека ќе бидат ангажирани над 130 дефектолози во оние училишта кои имаат потреба од ваков кадар. Целокупната постапка за ангажирање ќе треба да ја реализираат општините преку објавување на јавни конкурси. Реализирана е и последната активност како дел од проектот Превенција од никотиноманија што ја спроведува СВР Штип во соработка со полициската станица Кочани. Во салата на основното училиште Никола Карев во Кочани се одржаа спортски игри во фудбал помеѓу полицајци и ученици. Во организација на Одсегот за превенција при СВР Штип во соработка со полициската станица Кочани, во салата на основното училиште Никола Карев во Кочани се одржаа спортски игри во фудбал, како дел од проектот Превенција од никотиноманија. Во проектот учествуваа 13 општини што ги покрива СВР Штип. Опфатени се учениците од 5 до 9 оделение од основните и од 1 до 4 година од средните училишта, или вкупно 14.000 ученици. Проектот го реализираме преку 4 проектни активности. Најпрво имавме едукација на врсничките едукатори, кои потоа правевме анкетирање на учениците од 5 оделение, од 9 оделение и од 4 година да видиме нивното размислување, нивната употреба како активни, како пасивни пушачи. Потоа третата проектна активност е реализирање на едукативните предавања од страна на врсничките едукатори и четвртата проектна активност е денес која реализираме спортски игри во фудбал. Екипите во последната активност спортски игри во фудбал се составени од полициски службеници, ученици, врсничките едукатори, со цел дружење на полициските службеници со учениците и поголема блискост помеѓу полицијата и учениците, со цел да можат да ги истакнат сите нивни пороци и девијантни однесувања, да можат да ги пријават и навреме да се интервенира и спречи, бидејќи секогаш превенцијата подобро делува од репресивните мерки. Расте бројот на стари ергени во регионот, посебно во руралните средини. Тешкиот живот на село ги предизвикува девојките да се иселуваат во градовите. Ова е причина за намалениот број млади семејства во селата во Штипско-Карбинскиот регион. Во штипските рурални села, бројот на старите ергени се повеќе расте. Нови семејства тешко се формираат, бидејќи момите бегаат, а ергените кои остануваат немаат со кого да создадат семејства. Како причина ергените од овдешните села велат дека момите не сакаат да работат земјоделие и сточарство, сакаат да живеат во град, а исто така бираат и сакаат повеќе имотни ергени, велат тие. Но ваквата состојба ја констатираат и повозрасните. Најбитното што секоја девојка што е, пример да има тикова девојка да се бираш машко да ти е побогато, да има и кола, да има и стан. А она што е попроста па не ја ни тражат па. Таа што е пушена, она бира. Значи времето е дошло лошо, нејарно. Нема ли тука девојки па? Бе, може да имам и девојките бират и машките бират и не може да изберат. Има ергени колку сакаш. Стари ергени, тие 50 години. И која е причината зашто не се жените? Неки никој село. Некои од неженетите ергени чарето го бараат по невести во Албанија. Порано имаше луѓе, сите работеа, се беше поарно, но сега сите сакаме со малку работа повеќе пари. Младите заминуваат во поголемите градови, никој не сака да седи во село, вели еден од жителите. Над 40 години па нагоре има стари ергени во трите села Аргулица, Козјаки и Цребулево, а вкупно се околу 40 мина. Сепак за нив се уште постои надеж. Некои решението го бараат во албанските невести, кои се спремни и многу да платат за нив. Во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани премиерно беше одиграна представата Просидба од Антон Павлович Чехов во режија на Трајче Ѓоргиев. Истата беше во изведба на актерите од театарското студио што работи во склоп на Центарот. Премиера на представата Просидба од Антон Павлович Чехов се одржа во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Режисер е Трајче Ѓоргиев, а актерите одлично ја доживеа улогата во која глумеа. Представата ја подготвија за околу месец и половина, време за кое се вложи многу труд и енергија за да излезе една преубава комедија на која ќе може убаво да се насмее публиката. Го играм ликот на Ломов во представата Просидба. Еден доста интересен лик со интересен карактер,
можам да кажам слободно и кој противрече од една во друга ситуација. Секој нов лик е предизвик секако за секој актер, но сепак се бориме заедно и јас како актер и режисерот како главен кој што ни сугерира на кој начин тоа да го направиме за на крај да биде блескаво како што треба. Во представата Просидба играв улогата на Наталија Степановна. Тоа е еден доста тежок карактер кој што цврсто стои зад своите аргументи. Јас како личност се пронајдов во оваа улога затоа што во секојдневниот живот исто така има моменти кога сум доста тврдоглава, доста се инаетам и така. И затоа оваа улога ми беше еден голем предизвик. Во представата го играв ликот на Чубуков, доста надмен лик. Ликот доста се склопи со мене, лесно успеав да ја изнесам улогата. Представата помина во најдобар ред, како што и се надевавме. Имаше доста посетеност. Премиерата протече подобро од очекуваното. Посетеноста беше на високо ниво. Следна активност на овие амбициозни актери е подготовка на детска представа за која исто очекуваат голема посетеност. Нови литературни изданија на Истокот. Во Пехчево промовирана книгата Сенка на галебовата гранка од авторката Драгица Лазаровска. Излезе од печат и балканска афоризница во која со своји афоризми е застапен сатиричарот Миле Ѓоргиевски. Роднокрајниот автор Драгица Лазаровска во Пехчево го промовираше своето ново дело Сенка на галебовата карпа, настан во организација на јавната локална библиотека Кочо Рацин од Пехчево, чиј промотор беше библиотекарот Габриела Костадиновска. Ова е второ дело за Лазаровска која излегува за краток период откако претходно го напиша романот Антологија на болката. Јас во исто време сум и поетеса. Во 2010 година имам да нема песната. Напишано во 500 примерока. Во декември, а сега втора промоција Сенка на галебовата карпа. И поезија и проза. Да нема песната, содржи песни, новела, животна раскрница и песна за деца. Песни за деца. Премногу убаво примене пред децата. Инаку кога сме кај пишаниот збор, од печат денови излезе и првата илустрирана антологија на еротски афоризми насловена Будење на петелот, која е практично и првиот буквар сликовница за возрастни, антологија во која се застапени повеќе од 150 автори од Балканот, а која е плод на неколку годишното залагање на сатиричарот Миле Ѓоргиевски и карикатуристот Миро Ѓоргиевски. Во ова дело се опфатени преку 200 илустрации на афоризми од познати мајстори на еротскиот афоризам. Будење на петелот е прва книга со илустрирани еротски афоризми издадени на Балканот и во светот. Во вторник во Дом на млади ќе се одржи Jam Session, рок забава на која со децении наназад присуствуваат и своји настапи имаат голем број рок музичари од Штип и од останатите градови. Jam Sessionот ќе се случува во малата сала во Дом на млади со почеток во 21 часот. Влезот е бесплатен. Вторник 19 април е денот кога рок музичарите од Македонија ќе се соберат во Дом на млади во Штип, повторно да земат учество во еден од најзначајните настани за нив. Jam Session, настан со долгогодишна традиција, кој последната деценија го иницира и организира Александар Михајлов, рокер, штипјанец кој живее во Италија. Вели организацијата е на највисоко ниво, а на годинешнава рок журка се очекува и присуството на Венко Серафимовски. Со Венко не се знае никој, потом може и да дојде у последниот момент. Значи, ќе видиме. Ако дојде, ќе биде уште поубаво. Штипските рокери се информирани, поголем број од нив веќе имаат потврдено учество? Да. Скоро сите. Сепак ово е една манифестација ќе не е задолжителна, значи треба да имаш љубов и да го сакаш тој и да дојдеш. Кој ќе дојде е да дојден, значи кој дојде тај сака таа музика и Во Дом на млади се е подготвено за Jam Sessionот. Љубителите на рок музиката и оние кои сакаат да ја свират не мора да носат инструменти со себе. Со помош на сите пријатели музичари, опремата ќе биде наместена, се ќе биде перфектно. Ќе обезбедиме секој што треба да биде и врат. Само треба да забавуваме. Тоа е целта, да се забавуваме. Првиот Jam Session во Дом на млади се случил во далечната 1983 година. Од тогаш до сега, голем број штипјани пораснале со идејата некој ден да свират рок и да застанат на сцената заедно со веќе докажаните. Организаторите се надеваат дека и оваа година некој млад човек ќе го засака рокот и ќе тргне по нивните стапки.
да продолжи традицијата, да продолжат джем сешените. Најмалку 19 лица загинаа во вчерашниот земјотрес со интензитет 7,4 степени според Рихтеровата скала, што е погоди префектурата Кумамото на јужниот јапонски остров Кјушу. Во истото подрачје во четвртокот беше регистриран потрес со јачина од 6,5 степени според Рихтер, при што загинаа 10 лица. Со ова, како што соопшти од јапонската влада, вкупниот биланс на загинати во двата земјотреси се искачи на 29 лица. Вкупно се повредени рече 1500 лица, од кои 80 се наоѓаат во критична состојба. Американското министерство за одбрана изградила во Грузија лабораторија за биолошко оружје, алармира Руското министерство за надворешни работи. Лабораторијата се наоѓа во селото Алексеевка крај главниот град Тбилиси. Воено-биолошката инфраструктура на Соединетите Американски држави се проширува и опасната микробиолошка дејност на Пентагон предизвикува особена загриженост на меѓународната заедница, коментира Министерството. Официјална Москва го потенцира континуираното проширување на воено-биолошка инфраструктура на Министерството за одбрана на САД во странство. Чешкиот државен врв одлучи дека називот Чехија ќе биде кратка алтернатива на името на земјата на англиски јазик. Сегашниот назив на англиски Чек Репаблик е предолг и тежок за употреба и не може да се скрати на Чек, бидејќи станува збор за придавка што на англиски не може да биде име на држава. Земјата доби кратка варијанта и во чешкиот јазик, така Чешката република ќе може да се замени и со зборот чешко. Дебата за името на државата на англиски, но и на чешки јазик практично трае од распадот на Чехословачка во 1993 година. Земјата имено се состои од 3 историски покрајни. Неголемиот дел од денешната држава го зазема Бохемија или Чехи, но тука се и Моравија и Шлеска, па требаше да се најде едно име за да се опфатат сите историски покрајни. Утре ќе се одигра редовното 27 коло во првата македонска фудбалска лига. Дерби над преварот од 27-то коло во првата лига меѓу шампионот и лидер Вардар и второпласираната тетовска Шкендија ќе се игра на арената Филип II, а дуелот е прогласен за меч од висок ризик. Фудбалерите на Брегалница на стадионот во Кочани повторно ќе ги одмерат силите, но во првенствен надпревар кој е решавачки за Брегалница и кој со победа Брегалница ќе успее да се пласира меѓу првите 6 екипи на табелата, што гарантира сигурен опстанок. Останатите надпревари се меѓу Царев двор и Шкупи, Ренова Металург и Турново Силекс. На 6 стадиони ширум истокот во недела се игра 17-тото коло од третата фудбалска лига Исток. Тимот на Брегалница Голако Делчево гостува во Радово кај тимот на Напредок Здрави, надпревар помеѓу две изедначени екипи кои се наоѓаат на 5-тото, односно на 7-то место на првенствената табела. И за двете екипи овој надпревар нема да значи ништо посебно, што значи ги ослободува од притисокот и може да се очекува добар фудбал во Радово. На останатите надпревари Плачковица е домакин во дуелот со Слога Виниц. Лидерот на табелата Академија Пандев ќе се сретне со Работник. Третопласираниот тим на Беласица ќе го гости тимот на Овчеполе од Свети Николе. Во последните два надпревари Штипски баби го пречекуваат Осогово, додека Саса од Македонска Каменица ќе биде домакин во дуелот со Карбинци. Овој викенд во Салцбург, Австрија ќе се одржи ново коло во Премиер светската лига во карате. Учествуваат и македонски каратисти, предводени од најдобриот Емил Павлов, член на карате клубот Штип. Со него се и Жарко Арсовски, кој ќе настапи во категорија плюс 84 килограми, и Сашко Патраклиев, член на Македонка, со минус 84 килограми. Оваа Премиер лига во карате е и последен тест за Емил Павлов пред Европското првенство кое ќе се одржи во месец мај. Ова беа сите содржини кои ги предвидовме и за ова издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Имајте пријатна вечер со програмата која следува.